Според старото непишано правило на овие простори, секогаш повеќе го цениме туѓото отколку своето. Кочанци помалку ги уживаат благодетите на Пониква и на Осаговските планини, отколку посетителите и туристите од другите општини во државата. Доволно е да се прошета по паркиралиштата за да се видат табличките на возилата и да се потврди таквиот заклучок. Изминатиот викенд на Пониква престојува голем број гости од Скопје, Куманово, Штип и другите градови и буквално ги исполнија расположивите сместувачко-гостителски капацитети. Вкупната атмосфера ја збогатија и пензионерите од 4 здруженија кои овде организираа меѓусебни спортски надпревари. Некои од нив не го крие задоволството што ја запознале оваа планинска убавина. Пониква е извредно место, нешто слично е и ние ме Кавадарци Михајлово, овака висок, кајне се на 1100 метра, беа прошла година таму нашите, вашите пензионери и увидоа тоа. Убаво е и многу е добро, посебно за овие горещини што сега, е многу пријатно да се спортува, инаку доле е невозможно да се трчи на овие години, температури, тоа е многу тешното за пензионерите. Пониква не е во врвот на планинскиот туризам во нашата држава, меѓутоа работите од година во година одат во нагорна линија и се создаваат нови содржини. Тоа привлекува се повеќе посетители, вели собственикот на мотелот кај Мице. Сезоната ја поминавме многу добро, гости имаме од Скопје, од Штип, па и од некои од странство имаме. Самите горештини, самите топлини ја направија својата работа и секој сакаше да дојде на Поника, да се разлади. Па има и за еден викенд и за повише денови, до 10 дена, некои до 15 дена самите. Ова воздушна бања што ја нуди Пониква, луѓето секогаш се враќаат и повише пати. Општа оценката дека се потребни уште многу инвестиции и средства за уредување на просторот во и околу Пониква, решавање на болните прашања со асфалтирање на патиштата, квалитетно водоснабдување и други туристички содржини, за да можат на туристите да им се понудат комплетни услови и задоволства, како во летниот, така и во зимскиот период.